Јавната општинска установа библиотека Искра во соработка со Удруженијето на граѓани Друштво за писатели на Куманово и Сретенскиот манастир денеска ја организираа изложбата во пресрет на рускиот цар Романови царско служење. Изложба која се организира по повод 105 години од смртта на Романови. Денеска во јавната општинска установа библиотека Искра во Кучани реализираме еден интересен настан, имено во соработка со Сдруженијето на граѓани Друштво на писатели Куманово и Сретенскиот манастир од Москва. Ќе реализираме една интересна изложба која што се однесува, односно изложбата е направена по повод 105 години од насилната смрт на царското семејство Романови. А изложбата е еден вид историска изложба, меѓутоа повеќе би рекла семена изложба и изложба која што го покажува хуманитарниот карактер на царското семејство Романови. Изложбата содржи семени фотографии од царското семејство Романови, но постојат и фотографии од прогонството на цар Николај и фотографии од Првата светска војна. Оваа изложба, ја е по покровителство на Среденскиот манастир и е прикажана во 300 земји, 100 само во Русија, 100 во Америка, Австралија, Нов Зеланд, во Србија, Босна и Херцеговина, насекаде во светот. Многу ми е мило што ние успеавме и тука да ја спроведеме. Првично беше спроведена во Куманово, па во општина Зрновци, еве сега тука во Кочани. Би сакала да истакнам дека фотографиите се поделени во 4 категории и тоа првенствено портретите во кои што е прикажан цар Николај со своето семејство. Потоа имаме кога се во прогонство, во куќен притвор, во нивната хуманитарна дејност со ранетите за време на Првата светска војна, кога било, и царот Николај со војската, Настанот беше збогатен и со настап на балерина од опера и балет Скопје и член на рускиот ансамбл Чајка од Скопје и музички настап на Мил Младеновска и Војслав Петров. Изложбата од Кочани ќе биде представена и во општина Виница, како и во повеќе градови во државата, а по 10 мај ќе патува и во Париз. Целта е да се представи хуманоста на ова царско семејство пред пошироката јавност.